Денеска православната црква ги празнува воздвижението на чесниот крст Крстовден, светата Плакила царица и преподобниот маченик Макари Солунски. Воздвижение на чесниот крст Крстовден. На овој ден се празнуваат две случувања во врска со чесниот крст Христов. Прво, пронаоѓањето на чесниот крст на Голгота и второ, враќањето на чесниот крст од Персија повторно во Ерусалим. Обиколувајќи ја светата земја, светата царица Елена намислила да го побара чесниот крст Христов. Некој старец евреин по име Јуда единствен го знаел местото каде што се наоѓал крстот, па приморан од царицата изјавил дека крстот е закопан под храмот на Венера, кој бил подигнат на Голгота од царот Адријан. Царицата наредила да го разурнале тој идолски храм, па копајки во длабочината нашле 3 крста. Додека царицата била во недоумие како да го распознае крстот Христов, покрај тоа место поминувала поворка со мртовец. Тогаш патриархот Макари рекол да ги стават крстовите на мртовецот со ред, еден по еден. Кога ги ставиле првиот и вториот крст, мртовецот лежал непроменето, а кога го ставиле на него и третиот крст, мртовецот оживеал. Потоа познале дека тоа е чесниот и животворен крст Христов. Потоа го ставиле и на една болна жена и жената оздравела. Тогаш патриархот го воздигнал крстот, сиот народ да го види, а народот со солзи пеел: Господи помилуј. Царицата Елена направила ковчег од сребро и во него го положила чесниот крст. Подоцна царот Хозрој, освојувајќи го Ерусалим, одвел многу народ во робство и го однел крстот Господов во Персија. Во Персија крстот лежал 14 години. Во 628 година грчкиот цар Иракли го победил Хозроја и со слава го повратил крстот во Ерусалим. Влегувајќи во градот, царот Иракли го носел крстот на својот грб, но одеднаш царот застанал и не можел ни чекор да направи. Патриархот Захарија го видел ангелот кој му попречувал на царот во раскошната царска облека да оди под крстот, и тоа по оној пат кој одел Господ бос и понижен. Тоа видение патриархот му го објавил на царот. Тогаш царот се соблекол, па во бедна облека и босоног го зел крстот, го изнесол на Голгота и го положил во храмот на Воскресението, на радост и на утеха на целиот христијански свет. Поуки од светите отци. Се што е телесно е миливо. Кој го сака светот, ги сака и сопките во него. Затоа, ако некогаш ни се случи да изгубиме нешто, тоа треба да го прифатиме со радост и благодарност, свесни дека преку тоа сме се ослободиле од грижа. Ава Евпрепиј. Светата Плакила царица, сопруга на царот Теодосиј Велики, била вистинска христијанка и според умот и според делата. Особено се одликувала со помагање на бедните и на болните луѓе. Кога некои луѓе изборувале дека тоа не се совпаѓа со царското достоинство, таа одговорила: на царскиот повик му приличи да помага со пари. Моите пак лични трудови, околу тие што немаат ништо, јас му ги давам на оној кој благоизволи да ми го даде на мене тој позив.
се упокоила мирно во 400-та година. Поуки од светите отци. Оној кој на човека му ја зема облеката е крадец. Но зарем оној кој не му нуди облека на ближниот, а може, нели и тој е достоен да биде наречен исто крадец? Лебот кој не го јадеш е леп на гладните. Облеката која виси во твојот ормар е облека на голите. Чевлите кои не ги носиш се чевли на босите. Парите кои ги чуваш настрана се пари на сиромасите. Милостињата која не ја твориш е еднаква на сотворени гревови. Свети Василий Велики. Преподобниот маченик Макари Солунски, ученик на светиот Нифонт, патриарх во времето кога овој се бавел со подвигот безмолвие во манастирот Ватопед. Макари жеднел по мачеништвото за Христа Господа и го замолил светиот Нифон за благослов. Прозорливиот патриарх, видувајќи дека тоа е Божја волја, му го благословил патот на мачеништвото. Макари отишол во Солун и во една група турци почнал да зборува за Христа, како за единствен и вистинит Бог. Турците го истепали и го фрлиле во темница. Кога го извеле на суд, Макари им викнал на турците: "О, кога вие би ја познале вистината и би се крстиле во името на Отецот и Синот и Светиот Дух." Турците му ја отсекле главата во 1527 година. Во тој час светиот Нифонт видел со духот од Ватопед и му ја објавил на монахот маченичката смрт на Макарија велејки: "Да знаеш, чедо, дека твојот собрат Макари заврши денес маченички и дека се вознесува на небото, торжествувајки и радувајки се со Господа. По молитвите негови да даде Бог и ние да се удостоиме со блаженството." Поуки од светите отци. Постојат 3 демонски замки кои ги крадат радоста и мирот, жалењето за минатото, стравот од иднината и неблагодарноста за сегашноста. Свети Антони Велики. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую
Поруки од светите отци. Љубовта има три ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост. Господи, удостој ме со љубовта, со која Ти живееш и живот даваш. Удостој ме со Твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене Твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во Тебе. Свети Николај Велимировиќ.